цртав овдениот. Вчера го цртавме Декси Шмекси овде. Во прашното видео, денес ние многу, значи целта ми е да идам до 10 субскрайбери одма. Не извинете што лупам. Не, но хейт за овој моливо. И во прашното видео ми се лупа реков или не. Сега почнуваме да правиме работи. Денес нацртаме туку нешто, не знам ништо правиме ни јас. Значи face reveal, ќе правам за 2-3 години. Ват. Чекајте. Сега што да закриме. Ајде, ќе почнеме од пред 4 години кога сакав да почнам да снимам. Чекајте. Не знам како да ја наместам камерата. Со стил ќе пишеме. Ова ќе биде најдолго видео во мојата кариера од ватена. Така да. Се почнавме кога имав 4 години. Значи овде пишеме 4. Извинете, како год. Години, не ми се пише сега си на ова, ќе напишем. И тогаш инспирација Дексрок инспирација. И тој ми беше инспирација најпак иначе. За ова запрам. Како да почнем да снимам. Тоа беше пред 4 години. Ова, многу е тоа. Брачата ми сакаше, не има да пишеме, ме мрзи. Ова ќе биде како story time. Тогаш брачата ми како почна да не како да станува, дека таа сака секој да ја прави мене, братот му ќе ми даде акаунтот и не му го даде. И сега ќе слушате плюшки тестиме. И тогаш братот му ќе му го даде коденек и таа пробаше да биде како најкеш од братот му сакаше таа да си ја направи, бараше видео и не знаеше да си ја направи. И сега вака почна да ме хейтам, да го дека ти нема никогаш да почнеш како да правиш ова. Ова иначе го измислив, не знам од каде. Го видов еднаш. И сега таа брачата му многу, што имам. Идем брачата ми. И таа го испрачуваше и таа почна да го хейта и чакајте секунда падна. Извинете, паднав. И сега таа ми велеше како ти никош нема да бидеш успешен јутубер, јас ќе бидам дупло понапред. И тој човек беше како банкар, почна да биде. И тој сега почна да му взема парите на брачата му, дека таа беше малку позната, а тој беше многу познат. И сега така се поминуваше години со години, тај го престигна, тој имаше 4. Дека таа беше една година поголема. Ова беше на 3 години што ви зборав. После таа почна како инспирација му кажа дека му беше TikTok. И некои 3 години ова беше, сега дојде да 5, ова 6. И ова му вели дека таа беше како многу популарна. А него и тој еден ден да беше како Дексрок. Почна да е. А Дексрок е многу познат и попознат од Дексрок беше, ама Дексрок пак го престигна. Брачата беше многу љубоморна. Значи, таа не можеше му ги земаше еднакваш и парите, тој се му плаќаше.
му велеше ти си машко, мораш да платиш, а таму беше брачеда. И брачеда ми, тој истото мислам дека го направи или нешто лично. И ова ми го направи, не знам оти, брачеда ми. И сега та брачеда му почна многу како да му вели глупи работи, глупси, нема никош да ме стигнеш и ова се изнервира. Направи тук канал, секој ден снимаше и радован беше, а јас сум порадована некој дека денес знам дека сум досаден, многу снимам, ама целта ми е да дојдам барем до 10 субскрайбери до денес. Ако не може за една недела, ви дозволам се. И сега таа како почна, ти не си ништо, нема ни да бидеш, и така. И сега, ово се нервира, ви рекох, направи тук канал. И еден ден тој дојде поподната, ова се нервира, почна да турка панапред, после дојде. Тој дека ја беќа на Дексрок, дека ќе веден ден поподната неа и то му се остори. И таа беше многу љубоморна на него и почна како да плачи, на пријателите ги малеше за пари и така натаму. И сега таа почна да плачи, ви реков, велеше, дајте ми пари и субскрајбајте ме, дека сум сиромашна. Таа беше богата. И сега таа ги молеше, субскрајберите, го префрлија на брачет му, од неа. И тој, братот му, почна да теши и да му даде, тој ја unsubscribe на и поке никош се накеа. И еден ден таа иди му вели, те престигнав. Колку имаш суба, овој му вели, таа му вели 154.000. Овој му вели, јас имам 3 милиони илјади. Овој вели, како толку? Снијам од 5 години, тогаш имаше 50. Мисламе не. Имаше тој 40. Значи близко беа со Дексрок. И сега таа вака се чуди, поќе никош не збораја. И така, поминаа години и ја брачеда умре. И ова му шепна, колку пати ми рече дека нема да успеам кај тебе, толку пати се правекаш во гроба. И овој умре. Тој имаше многу, беше богат. И богат го поштоваше многу. И тој сега почна, како господаре ова брачара му, ја прашва, кај е брачара ми, што ме хейташ многу? А господ му вели, брачара ти ли на вентилатор? И така треба да се правите. И тоа е чао. Чао!